Се поврзуваме, односно продолжуваме со нашата утринска тема и она кое што веќе го најавивме. Сметавме денеска понеделнично или непосредно пред да ни пристигне пролета и она кое што сме во очекување, прогнозите кои што следуваат, кои што ги даваат и светските експерти, иако велат сепак со доза на неизвестност или со резерва за тоа кое што се најавува. А се најавува едно од најтоплите години во историјата, токму за оваа 2026, па дали не очекува климатски шок, дали тоа важи и за Балканот, како и за Македонија, и што е оно кое што може да го направи феноменот Ел Нињо. На ова и на многу други прашања ќе позборуваме во нашата утринска тема, првенствено во студиото со доктор по климатологија и метеорологија, а тоа е доктор Пеца Ристевски. Добро утро за вас и добро дојдовте во утринска на Телма. Верувам, гледачите добро запознаени со вас и вашата долгогодишна работа и искуство и од тука и прецизните одговори и оно кое не интересира за овој феномен, а се разбира малку подоцна ќе ја вклучиме и онлайн Елена Николовска од Екосвест, која што е еколог и од еден еколошки аспект ќе може да ете и за самите ефекти кои би можеле да придонесат или резултати кон животната средина и кон екосистемите. Ќе започнеме со едно мало објаснување или да речам пократко, подсетување, иако во минатото сме зборувале, што всушност значи феноменот Ел Нињо? По мене Ел Нињо е климатско-океански феномен кој се јавува во Тихиот океан и кој долга низа на години во последните векови не бил познат. Иначе главна оценка, односно презентација е на Светската метеоролошка организација кога во 82-83 година се јавиле интензивни влијанија на околината. Во околината Јужна Америка, Австралија и други. Тој дел го опфаќа и влијае врз промената на климата во тие области. И често пати во наредниот период, за да се објасни овој феномен, Светската метеоролошка организација во периодот од 1985 до 1994 година, 10 години, воспостави еден проект на 80 локации, се следени временските услови, значи со одредени лебдечки, односно платформи, и во океанот, и во атмосферата се вршени перманентни мерења и преку сателит се собира од тој дел. Во оваа деценија, да речеме. Од 85 до 94 година и до крај, до одреден степен е изучен феноменот Ел Нињо. А спротивно на него е Ла Ниња, која е врзана, а долги низ на години луѓето го познавале тој процес, ама не знаеле квалитетот на информациите и што се случува во тој дел од светот. И во исто време сега постои таа мрежа на мерни пунктови и тој проект продолжува и на некој начин се поврзува со состојбата во околните континенти каде постои. А често пати има желба да се префрли на европскиот континент, односно на други делови од светот, што не може така лесно да се имајќи во вид општата циркулација на атмосферата која ја познаваме таква каква што е. Господин Пеца, дали бидејќи често каде да читав за Ел Нињо, вела дека е најсилниот мотор на климатската варијабила. Што тоа значи, да речеме, од научен аспект или смисла? Тие промени што се случуваат тамо, се мислело и се мисли се уште во некои кругови и во науката, дека влијае воопшто на цел свет. Тоа диктира некако? Диктира само во екваторијалните области. А во умерените, кај што е имаме западна циркулација, сите системи кои се формираат циклони и антициклони, тие одат од запад према исток. Во нашите широчини, значи од
30 степен север до 60 степен, оди запад-исток. А во тие подрачја, кај што е Ел Ниньо, имаме источно движење. И овие тропските циклони, например, во Америка, на Флорида и така, тие што се со разорна моќ, тие одат од исток према запад. Може би таа причина некаде имаме суши, некаде имаме поплави. Се тоа е поврзано, значи цел механизам на општата циркулација на атмосферата е поврзана со овие феномени и тоа е врзано и со влијанието на атмосферата, се разбира, и на некој начин и на влијанието на една така наречена Кориолисова сила, која влијае на општата циркулација на атмосферата и плюс географските фактори, соларните фактори, значи сонцето и померањето на кон север и кон југ преку ротацијата и револуцијата на земјината топкавотност на еклиптиката, и тоа го прави уште покомплициран тој процес. Рековте, ретко кога стигнуваат тие промени, таквите климатски промени во Европа, но колку таа реткост може да се предвиди, што покажуваат, да речеме, минатите истражувања или минатите прогнози, и кога веќе ќе се случи таква промена и во Европа, што е оно кое што го предизвикува, односно кое што најмногу се чувствува? Видите, често пати и такви поврзаности има, и јас знам за неколку магистратури кои се правени во Хрватска, во Бугарија, на одредени луѓе, меѓутоа, имајќи во вид каква е состојбата со циркулацијата, општата атмосферска циркулација, која е поврзана, реков, со соларните фактори и термичките услови на атмосферата, кај нас во Европа претежно постои еден така наречен северноатлантска осцилација. И сега, тие циклони кои ќе се формираат на континентот, односно на морето, или одат према север, према Велика Британија и нагоре, или влегуваат во Медитеранот, кај што сме ние засегнати. Сваѓате, значи тоа е суштината на овај проект и ова анализа. Северно-атлантска осцилација. Значи за Европа тоа е. А ваква поврзаност едно со друго и на светско ниво не е докрај истражено. Сакав пред да вклучиме уште нешто. Читав дека климатолозите често говорат, господин Пеце, за teleconnections. Всушност тоа се далечински климатски врски, кога промена во еден регион, например, споменатиот Тихи океан, влијае на времето на другиот континент. Како функционираат тие и како Ел Ниньо влијае на времето во Европа? Дали има директна врска помеѓу Ел Ниньо и тие екстремни зими и лета кои што се одвиваат и случуваат на Балканот? Па видите, тоа е една од најкомплексните прашања воопшто преку Светската метеоролошка организација и светската наука. Да се поврзи времето и климата во тие области, односно временски тие се, ова е што сега ние зборуваме временски. Временските услови тамо во Тихиот океан и поврзаноста со Атлантскиот океан. Тоа е најбитното тука да кажеме. Сега затоа јас го спомнав дека кај нас е значајна северно-атлантска осцилација, имајќи во вид дека движењето на циклоните е или нагоре, нели покрај или на Медитеранот. Или во Медитеранот, кај што би се случило ова што се случува. И поврзаноста со на некој начин евроазискиот антициклон кој често во зимски услови постои над Евроазија. Значи имаме запад-исток, движење на тие пореметувања под наводните циклони или антициклони, или поврзаноста и јакоста на врската контрадикторни со други? Па секој циклонот со антициклонот се контрадикторни. Антициклонот е на голема територија. Меѓу првите еден мој професор од Белград, Ѓуро Радиновиќ, во истражувањата уклучи како евроазискиот антициклон влијае врз климата на бивша Југославија, на Балканот.
И такви анализи постоја, меѓутоа новите модели сега што излегуваат претежно му дават внимание на ова запад-исток. Значи, од како влијае северноатлантската осцилација на климата на Европа, односно на и влијанието на Медитеранот, се разбира, ние сме свесни какви се состојби сме имале во изминатиот период, кога имаше и во текот на летата бурни процеси, Стајковци, Шипковица и други локални влијанија на локалната клима и врз бурните процеси на територијата на Скопската котлина и во други области. Ќе се поврземе во моментов со Елена Николовска од Екосвест, која што ја имаме онлайн и со која малку повеќе ќе позборуваме за тоа како ваквите климатски феномени влијаат врз екосистемите и биодиверзитетот, нешто кое што вака опипливо би било ако зборуваме за тоа како би го почувствувал човекот или природата, но еве прво едно добро утро за Елена. Елена, добро утро од Телма. Добро утро до сите, добро утро до професорот Пеца Ристевски. Драго ми е што во емисија имате вистински климатолог. Јас науката ќе ја покривам секако во делот на тоа како влијаат овие климатски промени, овие екстремни временски настани врз биодиверзитетот и врз човекот, нели, и врз животот на планетата. Можам да кажам дека со сигурност гледаме значително намалување на видовите на планетата, како растителни, така и животински, поради овие екстремни временски настани и климатски промени, главно поради тоа што има не само екстремните временски настани, како екстремни поплави и суши, меѓутоа и движењето на температурите нагоре предизвикува одредени видови да немаат храна, одредени видови да се повлекуваат на повисоки места, кои што вирееле на пониски места, нели, или обратно, бидејќи во потрага по некаков вид на адаптација. За жал, кога зборуваме за адаптација или прилагодување кон климатските промени, човекот најмногу ќе страда, апсолутно. Планетата не е подготвена за вакви екстремни временски настани. Видовме во изминатите неколку години дека големи поплави значат големи материјални штети, меѓутоа и загуби на човечки животи. Големи суши, односно екстремни суши, продолжени суши тие, како што ги викаат климатолозите, значи дека траат подолго од тоа што траеле претходно, значи ако претходно сме имале некој период на суша во Македонија од можеби 1 месец, сега имаме период на суша се случува од 3 месеци во летните периоди. Можеби Пеца ќе знае повеќе да каже за тоа, меѓутоа кога зборуваме за прилагодувањето станува уште потешко ако земеме во предвид дека човекот сега живее во мегаградови. Населението се сели од рурални средини во урбани средини и тоа представува уште поголем миграцијата која што ја забележуваме, Елена. Да, тоа представува уште поголем проблем. Сам да кажам дека интересно е дека иако на ниво на многу општини многу општини имаме ние план за прилагодување, град Скопје има стратегија за прилагодување кон климатски промени со многу убави мерки, отпорно Скопје се вика. Сепак ние на национално ниво се уште немаме национална стратегија за адаптација, национален план за адаптација кон климатски промени, изостанува тоа што треба да ни каже како би постапиле во вакви услови и кој ќе биде одговорен и надлежен. И сакам да апелирам дека ова е многу значајно, знам дека процесот е отпочнат, меѓутоа ова е многу значајно, како што гледате и самите кажувате и професорот кажува дека може да очекуваме потопли лета и повеќе зачестени поројни дождови. Значи нас ни е потребно да изнајдеме систем како да се прилагодиме кон овие екстремни временски настани. Така и кога зборуваме за ваквите временски најчесто неприлики или да речеме поекстремните лета, суши или поројните дождови, веројатно ќе се поврземе и со прашањето како тоа би влијаело на земјоделството и производството на храна, нешто што директно влијае на човекот. Да, храната е една од најранливите сектори во Македонија, бидејќи Македонија е земјоделска земја, односно беше земјоделска земја, сега се уште сме доминантна земјоделска држава. Меѓутоа секако ќе влијае на производството на храна и веќе влијае. Многу од земјоделците веќе применуваат некакви климатски отпорни практики
како на пример имаат инсталирано паметни системи за прскање, веќе нема, се помалку се намалува производството на храна на отворено, тоа се прави во стакленки, бидејќи што не би настрадале посевите нели од екстремна суша и град и екстремни врнежи. И секако дека и уште сега го гледаме тоа во комуникација со многу од колегите кои работат во рурални средини, дека се менуваат посевите, односно се менува она што сме можеле порано да го садиме, сега се менува, не можеме повеќе да го садиме на нашата територија, бидејќи климатските услови се сменети и бара исклучително многу повеќе ресурси од нас и многу повеќе труд од нас за да гледаме таа жетва, нели? Па се менуваат практиките и сега садиме нешто друго. Меѓутоа и тоа станува се помалку и помалку со оглед на тоа дека екстремната суша навистина и екстремните бури навистина го погодуваат први на удар со земјоделците. Да. Елена, еве во контекст на оно кое што и претходно го спомена, тоа е стратегија која што верувам ја имаат поголемите држави, особено оние кои што се на директен удар од ваквите климатски промени, па и феномените за кои што зборуваме. Сепак како една мала држава и кревка односно овие прашања, ако зборуваме за стратегијата и тоа кое што би требало да го има, а го нема, што би значило или како екосвести, како здружение во кое што има стручни лица кои би можеле да дадат одредени настоки, па вклучувајќи ги, се разбира, професорите кои што ги имаме и кај нас на овие теми, што би требало да биде дел од таа стратегија и дали треба тоа да биде час поскоро? Да, и прашањето е дали воопшто има намера и план да се изготви, можеби акцијски план, нешто што би било нели ново адаптибилно, што велиш ти воопшто сега не постои такво. Кои се одговорите практично кои што ги добивате во таа комуникација со некои што се надлежни? Да, информациите кои ние ги имаме во моментов се дека националниот план за адаптација е започнат со изработка оваа година, на почетокот на оваа година. Тоа е одлично. Она што јас секогаш го велам и сме имале позитивно искуство во изработка на други стратегии е дека институциите, односно државата, владата, мора да соработува со академската фела при изработка на вакви стратегии, да се консултира со климатолози и метеоролози и тие да учествуваат практично во самата изработка, бидејќи за ова е потребна стручност. Меѓутоа и она што кон кое што ние постојано го забележуваме на сите состаноци со институциите е дека постои недоволно познавање од климатските промени, односно климатската проблематика од самите институции кои треба да го спроведуваат тоа. Така да проблемот е решлив, лесно решлив, со вклучување на академската фела и со некаква меѓусекторска соработка, зајакнување на оваа меѓусекторска соработка. Сега тука зборувам меѓусекторска соработка на национално ниво, ама и на општинско ниво, бидејќи општините на крај ќе бидат тие кои што треба да го имплементираат тоа мерките, а не државата. Некои мерки ќе бидат на државата, како систем за рано предупредување, например. Меѓутоа пак станува збор за зајакнување на капацитетите на општините да можат да ги имплементираат овие мерки. Например, гледаме, ја спомнав, има стратегија Отворено Скопје градот, која е одлична, со одлични мерки, ги има лоцирано сите ранливи сектори на градот, меѓутоа стратегијата не се спроведува. Главно, бидејќи секоја година не се одвојуваат пари, не се гледа како приоритет, не се одвојуваат пари од буџетот на градот за оваа стратегија. Одлична, само треба да се зема документот и некој да рече да, оваа година ќе го финансираме, зашто бидејќи е потребно, едноставно. Она што јас го слушнав, зашто цело време спомнувам градови, е дека на некоја од претходните конференции за клима доктор Марија Нигира од СЗО, од Светската здравствена организација, каже една многу паметна реченица која мене ми остана уште од тогаш. Рече дека урбаните планери се нашите нови министри за здравје. Тоа е апсолутна вистина во вакви екстремни временски настани, бидејќи гледаме дека особено во град Скопје, се зборувам за град Скопје бидејќи не живеам јас во други држави кои имаат можеби и посериозни проблеми со климатски настани. Урбаните планери се оние кои го планираат градот дали ќе биде отворен или нема да биде отворен на вакви временски настани, односно дали ќе има повеќе зелени површини во градот и така ќе го планираме, за да може да се справиме со топлотни острови во градот и да ги намалиме и да можеме во екстремни суши да кажеме дека
дека има луѓето кај да се засолнат од сонцето, дека ќе намалиме температурата во градот. Намалување на температурата во градот значи и намалување на температурата на самите живеалишта, не само ставање сенка, неколку дрвца во некој парк, туку лоцирано е, например, дека во центарот на градот Скопје постојат топлотни острови. Таму треба да се зголеми зеленилото и кон тоа треба да се работи. И ова не е единствена мерка, меѓутоа е една од мерките која треба да се имплементира. Во градот Куманово, например, има огромен проблем со поплавување од трите реки околу градот и кои поминуваат низ градот. Таму треба да се примени мерка на поставување на некакви поплавни паркови, се викаат тие, односно успорување на текот на реката, како би не би предизвикувала понатамошни поплави и како би се задржал биодиверзитетот и оригиналното корито, никакво пренасочување, меѓутоа едноставно се зголемува капацитетот на околната област да абсорбира цела таа вода која ќе најдојде и ќе спречи поплава на околните села, земјоделски посеви. Така, Елена, кога веќе ги споминавме и ги набројавме клучните точки, фактори и сето она кое што е ефект кога зборуваме за климатските промени и феномени кои што се случуваат, веројатно она кое би требало да го дефинираме е приоритетот кој што секоја држава треба да го има, а ова е еден од приоритетите, се разбира и за нашата, кога веќе имаме експерти, различни прогнози, нешто кое што би требало да го вметнеме, но и да процениме што би требало да правиме понатаму во склоп на оваа стратегија. Благодариме за вклучувањето и за тоа што Екосвест секогаш е тука да некако не информирате за вашите активности, новитети, но и во склоп на овие теми да слушнеме на вистина добри информации или информации од прва рака. Благодариме, Елена. Ви благодарам и на вас. Убав ден. Посекувам убав ден. Господин Пеца, Елена и до вас аплаудираше кога вели имаме вистински климатолог во студиото, па така што таа спомена дека и секоја општина, секој град ќе се соочува со своји, нели можеби како што и поучени од минатото карактеристики, како што споменали за Куманово и така натаму. Ајде се вратиме сега ние уште малку околу Ел Ниньо. Научниците велат дека океаните абсорбираат повеќе од 90% од вишокот топлина на планетата. Што се случува кога таа топлина се ослободува за време на феноменот Ел Ниньо и дали океанските топлотни бранови стануваат се почести можеби последниве години? Па тоа е врзано со истражувањата на кои се во доменот на Ел Ниньо, на Светската метеоролошка организација и на државите кои се вклучени во проектите. Значи, врската помеѓу Ел Ниньо и континентите, поврзана со Тихиот океан, е сигурно дека има врска со собирање на CO2 од атмосферата во океаните, нели? А од друга страна пак CO2 е претежно поврзан со промените на климата, е главен заедно со елементите на стаклената градина е причина за евентуално глобалното затоплување кое ќе се случува во нареден период. И конкретно Конвенцијата за климатски промени, понатамо Киото протоколот, кој е исто дефиниран, на кој сме ние подписници, Парискиот договор, кој е врзан со климатските промени и елементите на стаклената градина и тој ефект кој во нареден период ќе би влијаеле на времето и климата на Балканскиот полуостров, односно во Медитеранот, и како ќе влијаат во нареден период како преку зголемувањето на температурата, преку појавата на суши и сушни периоди над ова територија и преку Конвенцијата за сушите и опустинувањето, која е исто така подписник државата кон овие состојби. Уште нешто само да прашам, дали Македонија може да се соочи сега во моментот, бидејќи поучени од искуството, ова се циклуси кои што минуваат, меѓутоа дека можеме да бидеме да речеме толку да ги негираме состојбите на климатските промени, да ги игнорираме и да ги минимизираме, тоа би било малку и погубно. Меѓутоа, дали Македонија може да се соочи со повеќе екстремни суши и топлотни бранови во следните децении?
според некои ваши очекувања? Видите, конкретно зборуваме за генерално глобално затоплување на планетата Земја. Сега, Колку е веќе 1,3 или 1,5 затоплена според некои планетата? прогнози? Прогнозите се тие сега кои се. И претежно се базирани на CO2 што се случува што е мерено на Хаваите. На Хаваите тамо и претежно американците нарочно и преку Светската метеоролошка организација тој пункт го третираат до кое ниво дојдено. Иако проблемите со глобалното атмосферско бдење на Светската метеоролошка организација треба да опфати многу пунктови во светот, кај што CO2, метанот и други карактеристики кои се 1% во составот на земјината атмосфера, значи овие елементи на стаклената градина се 1% од количеството нели, знаеме дека 78% е азот и 21% е кислород. А овие 1% тие прават сега се во игра, бидејќи меѓународната заедница, одно преку Светската метеоролошка организација и преку Конвенцијата за климатски промени, му е дадена примат на таа компонента во однос на глобалното затоплување. Сега, во однос на Македонија, како држава, територијата е многу мала. Да речеме, за која би можеле ние да судиме сега. Кој ќе видиме на некој начин Европа, колкава е во однос на Евроазија, Медитеранот, колкав е, влијанието на Азија, на Африка и африканската прашина која доаѓа на нашата територија е исто така значајна. На некој начин тоа е исто поврзано и ние треба да се осврниме претежно на локалните влијанија, ова што и Елена го кажа, во градските урбани средини, на кој начин да се бориме против да се адаптираат и агилни да останат. На дополнувањето на Елена, тоа ќе сакав да ве прашам во однос на и прашањето патени кон незе како еколог или представник од Екосвест, но и од ваш аспект за тоа, ако практично зборуваме што тоа значи за човештвото, за човекот, конкретно за влијанието на Балканот, па и во Македонија, во однос на земјоделството, производството на храна, но и начинот на кој што влијае се разбира на природата, на животната околина. Тоа е врзано сега, секој град треба да, како што спомнавме за Скопје и за други градови, треба да направат стратегија за колкава количество на интензивен дожд со кусо траење може да помине низ градските урбани средини, значи низ канализационите системи. Ова за Куманова и така, со изливање на реките, да. Реките, па Скопје исто сме имале голем проблем со треска, матка, со поставување на тие брани кои се направени и веќе Скопје на некој начин заштитен. Во 79-та година поплавите кои се јавија, тие беа поврзани Лепенец, Треска и Вардар. И сето тоа заедно ја направи поплавата во ноември 79-та година, кај што имавме бурни процеси кои се јавија и на некој начин изградбата на тие акумулации е на некој начин корисна работа за Скопје. Тоа беше еден од за протокот на канализационите системи е поврзано и со одводните системи со други стратегии за секој град посебно, имајќи во вид овие состојби кои ги имавме во изминатиот период. И Стајковци, она што спомнав, и Шипковица и други локални непогоди кои се случува, не се тие климатски, тие се временски, ама тие се треба да бидат во едно купче
ставени за да може да се одбраниме од такви елементарни непогоди, како што се бурните процеси, на пример. Што не говорат минатите податоци или што вели историјата од вашето долгогодишно искуство и како дел своевремено од управата за хидрометеоролошки работи, што велат податоците или да речеме во однос на точноста, нели сега експертите, дури светските експерти се со резерва за најава на Ел Нињо глобално, но и тоа што би можело да биде како последица, но сепак ако постоеле предвидувања и порано, кои што со текот на времето би требало да се покажуваат или како вистините или како невистините, во процент колку од нив се остварливи? Па врз база на историските резултати и анализи флуктуациите, варијациите на климатските услови, временските, нарочно температурата и врнежите од изминатиот период, можеме да ги вклопиме во одредени системи, да ги внесиме и со одредена веројатност да знаеме, да речеме, градовите, одредени и цела Македонија. Ние во еден период сме имале и проекти кај што интензивните дождови со кусо траење биле тема, научна тема и постои таква литература преку Институтот за хидрологија на Градежен факултет. Тие информации може да се искористат и да се планира со соодветно влијание, односно и изградба на системи за да се види колкави се големината на цевките, излезните параметри, да речеме. И со каква веројатност можеме да му веруваме на минатите резултати, изминатите периоди кои се извршени, за да може да се планира идниот развој. Така, тоа е главната работа. Во однос на сушите исто така постојат одредени студии кои се направени на Географски факултет, например, поранешниот директор Ангел Лазаревски има направено докторска дисертација за сушите во Македонија. Понатамо академик Филиповски уште 48 година сушите во Македонија и борба против неа. Први трудови. Сакам да ви кажам нешто не е непознато за нашата копна географија. Голем фактор, меѓутоа и интензивните дождови кои се контра на ваквите процеси кои се случуваат на нашата територија. Да не забораваме и технологијата е тука, веќе имаме напредна технологија во однос на метеорологијата и тоа се може да се направи, ама ако не се стават, извините, цевките во долу во да се види големината на цевките, колку дали може системот да ги прифати тие количество на вода. Тоа треба, значи, едни со други, значи, науката да кажи, а практиката да го истражи. И тоа да се споведе. Потпирајќи се на науката, нели, секој пат некако ни е принцип на вистинско знање. А тоа е важно. Погледајте, протокот, например, низ Скопје, низ улиците, ако нема соодветни инсталации воопшто, не само за канализационите системи, него цела инфраструктура, инфраструктурата на градовите. Значи, сосем поинако разгледување на према овие нови сознанија. Да не забораваме наталитетот, зголемувањето и нормално возилата, бројот на возилата. Сега се наметна прашањето, доктор Пеце, дали можеби вештачката интелигенција може да предвиди вакви климатски настани сега? Видите, па се може. Погледајте сега, немате телефон кај што нема за 3 за 5 дена какво ќе биде времето. А на времето, например, во бивша Југославија, бивши Европа, прво Европскиот центар за среднорочна прогноза на време од 75-та година кога е воспоставен, наваму има, значи, еден од најаките компјутери воопшто за Европа. Сериозно може да се предвиди ваков климатски настан однапред преку вештачката интелигенција? Може. Вештачката интелигенција практично ги обработува сите податоци кои што постојат и додава. Европскиот центар Бренкнел во Велика Британија, кај што постои, кај што има експерти од висок калибар, да речем во Европа, кај што работат со моćни машини, тоа беше една од најголемите, најбрзи машини за да дојдат до решавање на одредени равенки за времето кое е 90 нивовски модел, например. Атмосферата е до да речеме 10 милибара висина на хектопаскали, на 90 нивовски модел да ја симулира атмосферата.
и ги решават сите равенки кои влегуваат во системот. Меѓутоа, не се сите равенки измерени, зашто имаме можност на некој начин и некои параметри да се пресметуваат. И мора моćни машини за да вештачката интелигенција како може да помогне во таа насока. Дали имате чувство дека човештвото губи контролата врз климатскиот систем? Па еве, на почетокот кажавме, значи се работи за еден вид тропска метеорологија ние, значи кај што се јавуваат бурни процеси во тропите, значи имаме исток-запад струење и циркулациони фактори, тука е еден вид на метеорологија, средните делови, запад-исток, дрифтот на западните ветрови, циклоните и поларните. Кон сите тие области, Светската метеоролошка организација и во системот на Обединетите науци има своји програми, односно проекти, и за половите, и за средните широчини, и за тука Ел Нињо, Ла Ниња и бурните процеси кои се случуваат. Значи, атмосферата не е непредвидлива, многу комплексна работа. Варијабилна и не сега си мислиме ако оставиме во исто време се на исто место, не може, зашто е то турлитава. Се не е така едноставно, затоа и постојат институции кои би го решавале овој проблем и на светско ниво. Иако некои се подписници на Конвенцијата за климатски промени од 1992 година од Рио, подписници со количества на CO2 и други загадувачки материи во атмосферата, кои се основна причина за промените на климата во 21 век, изголемување, пред малку исто спомнав за глобалното атмосферско потење. Не може на база на информациите кои се на Хаваите, Мауна Лоа, тамо се зголемува и да поврзуваме за цела хемисфера. Не може, треба да има море на информации од сите локалитети. Кумулативно и да се види каде, како и не секаде ќе се одразат климатските промени. На ист начин. Зато и првото прашање беше да рече Македонија. И проблемот со Средоземното море и околните држави, ние во кои се наоѓаме, една од чувствителните подрачја за промените на климата во однос на првиот извештај на Светската метеоролошка организација околу овој проблем. Така е, да сумираме кон крајот, доктор Пецов, на кој што го споминавме, кој што беше наша тема за доаѓањето на Ел Нињо и неговото чувствување на балканот па и во Македонија. Веројатно, според вашата прогноза е дека тоа нема да се почувствува баш така, како што би се почувствувало во зимните кои што се позагрузени или се во тој регион кој што споминавте, но ако сумираме какво лето не очекува или нова сезона, пролет па лето и дали прогнозите дека и глобалното затоплување кое што го споминавме, дали можеби не очекува така како што се прогнозира најтоплата година во историјата? Па рековме, прво Ел Нињо не може да дојде, Ел Нињо се чувствува тамо. Тамо е играта, климатско, океански феномен. Значи тамо е разигрувањето на океанот и влијанието Ел Нињо во една насока, Ла Ниња во друга насока. Сваѓате? Тоа е суштината и врзано е и со температурата на водата во океанот од 20 до 25 степени. Во некои години се има случајно, например 2003 година, каде во Европа биле најголемите состојби со топлотни бранови, каде се пресметува и е регистрирано 20 до 30 илјади жртви во Европа. 2003, да ја запамтиме, во литературата постои, значи 2003 година 20 до 30 илјади жртви од топлотни бранови. Тоа е феноменално. Но ние забележуваме од година во година се повеќе топлотни бранови и во Европа па и кај нас. Ама и чувствуваме и тоа, меѓутоа имаме и брзи промени, кај што се случува бурни процеси и преку лето.
И преку ноќ, што се вели. Повозрастните генерации ќе речат дека не сме немале вакви зими или сме немале вакви лета, нешто што говори за тоа како било во минатото. Да, но верувам одговорот кој што би требало да го добиеме и во склоп на нашата утринска тема за кај нас, дали можеме да очекуваме екстремно топло лето, што кажуваат ете и оно кој што веројатно и до вас стигнува како информација, и дали веќе ја живееме таа нова климатска реалност, некако долго време се зборува за навистина со елементите на стаклената градина, значи CO2, хлорофлуорокарбонати кои влијаат врз целокупно воопшто во светот, а ние имајќи во вид дека сме пак малку филозофски на ова мала територија, ние имаме информации за количеството на загадувачки материи во однос на ефектот на стаклена градина, нели? За разлика од други загадувачки материи кои би ја носели атмосферата во друга насока. Например, конкретно би спомнале пожарите одат во една насока со количеството на намалување на сончевата енергија. А CO2 и хлорофлуорокарбонатите и метанот и други загадувачки материи влијаат на зголемување на температурата и летата би требало во нареден период да бидат се посушни и со повисоки температури. Сосема за крај, доктор Пеце, бидејќи шокантни беа нели информациите на словите дека Ла Ниња заврши, па сега доаѓа и стапува на сила нели топлотниот циклусен бран. Како ќе ја оцените вие Ла Ниња со оглед на тоа дека и за неа збореа и се говореше низ медиумите дека ќе не очекува најстудената зима. Сега ние од овој аспект ги гледаме да речеме метеоролошките состојби или тие експлицитни содржини. Како беше погодена да речеме Европа од студен бран со прилично снежни бури, особено со американски држави. Како ја оценивте вие дека беше една од да кажем последните години поекстремни Ла Ниња? Корелативна поврзаност тоа треба да познавачите на тие состојби едно со друго се на ниво на магистарски или докторски студии. Сваќате? Оти сега таа состојба секогаш одредени експерти, институти мора со некоја работа да излезат на виделина дека ја познаваат состојбата и укажуваат на тоа што тие го гледаат. Ова е претежно на институциите од американските институции и НАОА, тоа е Национална агенција за на Америка, која покажува или Светската метеоролошка организација од Женева, која излегува со информации и укажува каква им постои поврзаност меѓу едната и другата. Меѓутоа, ние обичните граѓани, да речеме, поинаку го чувствуваме она што тие го кажува. И сега, тоа е посебна експертиза за Ла Ниња и врската со пред малку спомнувавме. Ла Ниња или Ел Нињо различно се манифестира. Кај нас најзначајна работа е северно-атлантска осцилација и циклоните кои се движат над европското копно и како би влијаеле врз времето и климата на нашава територија. Најдобро да се задржиме за оно кое што не засега првенствено нас, разбирано и глобално, а и да бидеме навремено информирани. Затоа ја отворивме оваа утринска тема во однос на тоа кое што се предвидува и глобално, односно го спомнуваат светските експерти. Благодариме, доктор Пеце, што бевте наш гост и ништо ете така сте секогаш, да речем, позитивни во однос на нашите покани, особено кога имаме вака важни теми, да може да продискутираме и да ги информираме гледачите. И благодарам прво што ја поставивте оваа тема. Често и не е поставувана, сега на некој начин влеговме во тој, на некој начин во таа шема, да видиме на кој начин и пред македонската јавност да покажеме каква е поврзаноста Ел Нињо, Ла Ниња и врската со времето и климата во Европа, односно Медитеранот па и Македонија. Благодариме. Ве посекуваме убав ден. Ние продолжуваме, односно правиме кратка пауза, а потоа се поврзуваме, одиме во Русија. Од Русија, да, Игор Киров, нашиот познат кореограф, говорејќи секако за танцовата приказна за љубовта, слободата и традицијата, ајде пристигнува на сцената овој 14 март во Македонскиот народен театар. За тоа многу повеќе детали во продолжение по рекламите.